Абе, немојте вака, ќе помисли јавноста, мене ме слушате, мајко. У Апсени сега излезе информација, приведени директорката, менеджментот на тоа, како се вика комуналец, тамо водовод. И тоа е вистинскиот начин. Луѓе, нема друг. Мора законот да функционира сегде подеднакво. Друга сега работа е процесот судски, менаџирање, третмарот, дали тамо ќе бидат свесни дека треба да бидат сурови кон ваквите престапници, кон ваквите неодговорни лица кои што може да втурнат во смрт илјадници луѓе и така натаму и така натаму. И баш ми е драго што постапивте правилно, државата постапува како што треба да постапи нормална држава, на која што навистина е важно да воведе ред и поредок, да бидат сите еднакви пред законот и сите да одговараат според делата или не делата што ги направиле. Тој став влева доверба. Тивко, без театар, без спектакли, приведување, додека ги внесат кај ги носе се таму у станица или поима немам, сигурно у станица. Тука што се собрале новинари, што виделе, сликаат, снимаат. И тоа е доволно. Тоа е доволна показна вежба за оној што утре ќе се дрзне да направи намерно некој такво дело или кој што нема да биде доволно паметен да не предвиди каков пропуст, дека некој пропуст од таков калибар може да доведе до голема трагедија, да отвора 16 очи тоа да не го прави. Полицијата сега за сега си заврши својата работа, како што ја завршуваше до сега. Разврската од судските процеси, нели, нема да ја коментирам, сите знаеме, имаме и став по тоа прашање, но битно е дека полицијата си го направи своето, државата си го направи своето, останува обвинителството да докаже нивната вина, доколку ја има, и остана нормално на судовите, на судот, на судијата да пресуди соодветно на вината. Но, исклучиво соодветно на вината. Презумцијата на невиност се подразбира, но од оно што го гледаме на терен, дека наводно е прогласена епидемија, тоа е доволно тешко дело, да доколку се утврди вината кај овие да добијат дебели затворски казни. Ако се продолжи по овој терк, да се научат потенцијалните криминалци или криминални умови на памет, единствениот начин да дојдеме до самоодржлива држава во која што ќе функционира правната држава. И колку и да добива власта да биде изложена на притисоци за вакви работи, апсења вамо-тамо, треба да биде свесна дека тоа нема да доаѓа од оној нормален, разумен, цивилизиран фактор во една држава или цивилизирано граѓанство, него тоа ќе доаѓа, таквите притисоци најчесто ќе доаѓаат од слични криминални умови на тие што ги апсите и што треба да им се суди. И само тоа е патот, нема друг. И се додека така функционира оваа власт, не треба да се плаши ниту за својата иднина, ниту во врска со поддршката што ќе добива од оние кои што ја изгласали и ја донеле на власт токму за ова, да воведе ред и закон. Впечатокот, ефектот кој што ваквите акции го оставаат кај јавноста, можам да ви кажам дека е крајно позитивен, затоа што Сабајле зборе во тоа видео, зборев дека веројатно да беше Турција во прашање,
Ердоган после 3 сата, 5 сата од трагичниот настан, веднаш ќе направише апсење на целиот менеджмент на предизвикувачот, нели, под предпоставка дека и тамо некој водовод би бил на таков начин затруен, и веројатно ќе го јадеше и градоначалникот, но добро е што сепак релативно брзо реагираше државата, власта, полицијата, и се надевам дека истрагите ќе донесат или ќе доведат и до проширување на обвинителниот акт, затоа што јас лично верувам дека тука и многу други луѓе се вмешани. Особено ако се покаже дека имало некаква намера, што пак ќе ви кажам, уствари не можам ништо да кажам затоа што не сум у истрагата, но познавајќи до сега од искуство некои работи, можно е стварно ова да е од дунстерство, од краен дилетантизам. Затоа што ние покажавме, сега излегуваат на површина сите тие како да кажам, фелери кои што се насобирале, со години се таложеле од несоодветно поставување на кадри, непрофесионални кадри, ставање во области кај што не се разбираат од таа проблематика, особено ако се работи за одговорни раководни позиции во предпријатија како што е водоснабдување, до она што знаеме дека се случува со декади во Македонија, тоа купување на дипломи, купување на испити, мито, корупција. Е токму таа поврзаност. Резултатот од таа поврзаност ви е јавашлук, бахато однесување, незнаење, неодговорност и најтрагично дилетантизам. Дилетантизмот е производ на тој систем што произведува вакви кадри. И нормално, дилетантизмот спрега со партискиот клиентелизам. Како во случајов, нели така? Па затоа треба сите да се научат еднаш за секогаш дека ќе бидат санкционирани доколку се однесуваат неодговорно прво кон граѓаните на оваа држава, а потоа и кон самата држава. Ти тамо не си ставен, ти може би си ставен од партија, ама ти тамо не работиш за партија. Ако те стават на такво одговорно место, не работиш за партија. Во твоите раце се судбината, како во случајов на илјадници луѓе. И ти треба тоа да го имаш нонстоп во глава и да бидеш свесен за таа одговорност. Како што е свесен пилотот кога вози авион дека вози 200 патници. Дека не може да се однесува себично, не може да се однесува надмено во кабината. Како се вика кокпит. Дека не може да се однесува надмено. Дека не може да се однесува бахато, своеволно, затоа што вози 200 патници. Животите на тие патници се во негови раци, во раце на оние во контролната кула. Истата работа е. Свесноста. Затоа велам, правилна одлука, која што се надевам дека самите слики од приведувањето ќе кренат свесноста малце, кај сите чинители во оваа држава, особено кај партиите, кои што се спремни, кои што функционираат на база на послушност и се подготвени само заради тоа што некој бил послушен, да го стават на таква позиција кај што ќе биде дилетант, кај што ќе го покаже целото свое незнаење и дилетантизмот. А дилетантизмот е неколку летвички погоре на полошо од аматеризмот. Аматеризмот значи ентузијазам, сакам да се занимавам со тоа да го работам, сакам. Ова е нешто сосема друго. Ете така. Да се надеваме само дека кој што треба да пропее, ќе пропее, дека истрагата ќе се прошири, дека ќе бидат приведени во скоро време сите кои што се инволвирани во натруење што се случи во Гостивар. Се гледаме.